Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Вечерашната тема е посветена на македонската политичка емиграција во периодот од 1945 година до 1990 година. За да ја обработиме како што треба оваа тема, јас го поканив мојот колега, историчар, магистар Маријан Гиовски. Маријан, добро вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата за учествување во емисијата. Ти си историчар, но ти си вработен во Државниот архив и при тоа си раководител на Оделението за истражување и меѓународна и домашна соработка. Долго ми беше ова името да го запаметам, ама го запамтив како што треба, се надевам. Но она што е значено вечерва да го обработиме е да ставиме акцент што представува македонска политичка емиграција, со оглед дека основната дефиниција за емиграција е доброволно или присилно заминување од родната земја во друга земја. Меѓутоа, во овој контекст мотивот е политичкиот. Не зборуваме за економскиот. Ти поприлично години работиш на оваа тема и би сакала да те прашам, најпрвин да разговараме, дали воопшто постои политичка емиграција од овој период и ако постои, кој од нашите колеги или во македонската историографија се занимава со оваа тема, дали имаме трудови, публикации и така натаму. Така, историографијата до денес, македонската историографија не дала конкретна дефиниција за политичка емиграција, за македонска политичка емиграција. Искрено, во текот на моите истражувања и во текот на работа на мојата докторска дисертација, предвидувам, врз основа на она што сум го прочитал, осознал, истражувал, да се обидам да дадам некаква дефиниција. Имено, убаво дефиниравте што значи емиграција, диаспора и селеништво. Сега конкретно за политичката емиграција, практично тоа е дел од иселеништвото, кое што пројавило желба, пројавило интерес да се занимава со политичките теми во матицата, односно да изрази некакво собствено влијание врз политичките процеси во матичната држава. Не случајно, некои од емигрантите од политички причини ја напуштиле Македонија, односно тогашна Југославија, но имате и економски емигранти кои што под влијание на политичките организации стануваат и политички емигранти, односно ја прифаќаат нивната активисти, така е. И практично тоа било и целта на емигрантските организации, да сите оние кои што доаѓале од Македонија преку гласилата, преку весниците, да ги инволвираат, да ги инкорпорираат, односно се служеле со некаква интерна пропаганда. Сега, во кратката дефиниција која што мислам дека е позната е дека македонската политичка емиграција во суштина антикомунистичка, антијугословенска или еден назив антититовистичка постои. Така. Поради тоа, во оној дел од македонската историографија до 90-тите години практично не се обработува. Не може да се најде труд кој што, да речеме, кој што работел тематики од македонска политичка емиграција и веројатно тука е влијанието на самиот систем уредување врз тогашните историчари. Она што мора да му се даде признание на академик, покојниот академик Иван Кантарџиев, кој што еден период бил председател на Матицата на иселеници, воспоставил доволно добри контакти и веќе во почетокот на 90-тите години од минатиот век прибрал документација, архивска документација и води преписка, јас тоа сум го среќавал во еден од фондовите, води преписка со видни македонски емигранти и работи на еден зборник на документи. Издаден е 1994 година, зборникот на документи кој што е поврзан со
определени процеси во емиграцијата и емигрантските организации, го публикува и можам да кажам дека тој за нас е бесценет извор, да речеме, во денешен контекст. Да, еве и на екранот веќе се појавува. Ти ми испрати фотографии каде што барем ако ништо друго насловната страница можеме да ја прикажеме. Така е. Ова што сега го гледаме е негова монографија во 1996 година е публикувана и таа служи како основна литература за сите оние кои што сакаат да се информираат за Македонија зад македонските граници и студентите патем ова име основна литература во изборниот предмет за емиграцијата, но тоа е веќе монографија каде што обработува и политичката емиграција, но таму ја обработува и односите со македонската власт, нели, во Социјалистичка република Македонија, емиграцијата, црковни односи, значи дава еден поширок контекст. Мене конкретно ме фасцинира во ова негово дело што дава и некакви бројки кои што не мора да се прецизни, не може да се биде прецизно, но има апроксимативно значење и пред Втората светска војна и после Втората светска војна. Ти исто така ми прати, еве гледам сега имаме документи за македонското национално движење во диаспората од Миле Илиевски, после имаме од Ставре Джиков, кој што исто така се занимава со оваа проблематика. Интересен му е насловот од четврта имигрантска Македонија и нашиот колега, да го спомнеме, Маријан Ивановски, кој што исто така се занимава со ова прашање. Често пати кога разговараме, ние ги препознаваме луѓето кои што учествувале во таа македонска политичка емиграција. Меѓутоа, ако забележиме во јавниот простор, често пати само се спомнува името на Драган Богдановски. Така. Кои се другите луѓе кои што можеме да ги вброиме во македонската политичка емиграција? Кои се нивните идејни определби исто така? Така, во однос на она што споменавте за Ставре Джиков, само би надополнил дека тој е еден истражувач кој што даде огромен придонес за да се предизвика интересот кон минатото на македонската емиграција, кој што ја напиша четврта емигрантска Македонија, тој е израз слушност на Ченто, тој ја дефинира така, он ја пренесува и во оваа книга обработува различни аспекти од постоењето на македонската политичка емиграција, од конгреси, од внатрешни судири, од односите со службата за државна безбедност. И оваа книга е 2007 година публикувана. За 2 години ја издава Обединета Македонија во Обединета Европа, таа е посветена на Драган Богдановски, за различни развојни фази во неговото делување и тоа така спаѓа еден информатор за нас историчарите и јас би оддал посебно признание на мојот ментор, професор доктор Маријан Ивановски, кој што во 2013 година ја одбрани докторската дисертација Драган Богдановски живот и дело. Значи Маријан Ивановски ја внесе таа личност, но ја внесе политичката емиграција во македонската историографија. Точно. Значи докторски труд сега веќе е публикувана и како книга неговиот докторски труд. Значи професор доктор Маријан Ивановски е првиот, би рекол, историчар кој што ги втемели основите на истражувањата за македонската политичка емиграција. Обработува и има многу корисни статии, да речеме прави извонредни паралели меѓу емиграцијата во Западна Европа, во Источна Европа, прави добри анализи за улогата на македонската политичка емиграција во формирањето на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. И едноставно, јас секогаш тоа го велам и тоа него лично сум му кажал, ти благодарам за една основа што ни ја даде на идните истражувачи на кои што треба се да се надополнуваме. За Драган Богдановски, имено, јас би дополнил дека интересот за личноста на Драган Богдановски, зборувам во поширок контекст, се јавува некаде од последниве 20 години. Тој е познат во диаспората, но во Републиката не беше доволно афирмиран од субјективни причини и почнуваа неговите
неговите соработници да пишуваат за него колумни, статии, да објавуваат книжки и да расте тој интерес за таа историска личност. И тука би напоменал дека и Музејот на македонската борба, кога се отвори во 2011 со восочната фигура почна да го расветлува митот за таа историска личност. Но, нити една птица не прави сама пролет. Се разбира, Драган Богдановски имал безброј поддржувачи, соработници, кои што имале различна улога, нели, во македонските мигрантски организации, кои што во тој ги основал или учествувал во неговото основање. Прво, еден од најпознатите се браќата Јаковлевски, Гојко и Мануел Јаковлевски, кои што биле негови соборци, кои што учествувале во финансирање на различни потфати. Тука би го спомнал Миле Илиевски, видовте 2 тома од него, тоа е неговата приватна архива, која што ја средуваат заедно со Александар Донски и се објавени. Понатака би го спомнал господинот Ангеле Вретовски од Австралија, кој што бил кој што учествувал во уредувањето на весникот Народна волја и кој што долги години се бави со политички активизам во Австралија. Тука е господинот Панко Стамковски, починат, нели, кој што го уредува весникот Македонија, многу важно информативно гласило за македонците во Австралија. Господинот Трајко Трајковски од Гери, Индијана, кој што бил член на Движењето за ослободување и обединување на Македонија. Тука е господинот Трповски. Иван Трповски, односно неговиот брат Спасе Трповски, а Иван Трповски не толку со политички активизам, тој повеќе со културен, Значи, премногу имиња има, кои што чекаат допрва да бидат одгатнати, да бидат разјаснати нивните улоги. Шамбевски, ако се сеќавам. Оливер Шамбевски се разбира, Радински, ако... Драги Радински, секако има во фотографиите на негово интервју. Секако, тој бил и политички секретар на Ослободителниот комитет на Македонија. Значи, тоа се имиња кои што дел од нив, голем дел се починати, дел се уште живи, меѓутоа се уште чекаат да бидат представени на македонската научна јавност и секој од нив има и сопствена заслуга. Меѓутоа, јас сите овие луѓе кои што ги набројав, не ги глорифицирам, напротив, можеби сите тие имаат и недостатоци, можеби имаат и некакви петна, но дека се дел од историјата на македонската политичка емиграција се. Со намера те прашав, бидејќи ние нивните имиња не ги знаеме. Ние како научници сме ги сретнале, меѓутоа општата јавност не ги познава. И затоа сега накратко ќе те прашам, зашто се застапувале? За Титова Македонија, како што спомнати, дали за обединување на сите 3 дела на Македонија? Која е нивната визија? Знаеш зашто ова го велам? Со оглед дека ако го земеме во предвид првото заседание на АСНОМ, Панко Брашнаров многу убаво кажува, се обединуваат 3 води, 3 реки, фактички давајќи една метафора за обединувањето на Македонија и претежно првата постава на асномците се луѓе, претежно кои што потекнуваат од либералниот или еснавскиот дел, секако има и интелектуалци, но не се врзани идејно со комунистичката партија. Нивната судбина се решава 45-46 со второто и третото заседание на АСНОМ. Мислам дека тие луѓе се многу поблиски до идеите на оваа македонска политичка емиграција, одошто се она после што следува. Видете, македонската политичка емиграција, говориме за повоената, треба да разбереме дека е настаната во контекст на постоење на македонска држава, макар и како федерална единка, и постоje на македонскиот државнички атрибути. Црква, јазик, кодифициран, институции. Значи, сосема различно од контекстот во кој што е настаната емиграцијата пред Втората светска војна.
Тоа треба е многу важно да се нагласи. Јас во мојот докторски труд правам една анализа зошто стануваат политички мигранти. Со анализа на случај. Сега ќе ви кажам конкретно за покојниот Јанко Томов. Тој е македонски мигрант од Австралија. Истражувајќи неговата биографија, тој заминува, да речеме, од Југославија, не помирувајќи се со непотизмот, со слабостите во функционирањето на системот, на институциите, со форсирањето на слаби кадри, на некои непринципиелни односи. Со притопувањето партијата, тоа е државата особено. Така е, меѓутоа генерално тој не можел да прифати форсирање, негативна селекција, не можел да прифати во системот. Тој заминува огорчен, иако бил добар спортски работник и автор, заминува Австралија и ја понесува таа огорченост према системот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се оформува како политички емигрант, кој што е против државата Југославија. Основно, македонската политичка емиграција е, рековме, против антикомунистичка. Не го прифаќале комунизмот како филозофија, не го прифаќале како систем, не го прифаќале апсолутно. Втора работа, тие сметале дека таа Југославија, така како што е создадена, авнојска, е пречка за обединувањето на Македонија. Прв и основен мотив на македонските политички емигранти е обединувањето на Македонија. Да. Сега, обединувањето на Македонија и сега тука имале различни концепти или еден концепт зре, па друг настапува. Што значи тоа? Тие еден дел од нив се залагале и сметале дека воопшто не е погрешно за постоење на Балканска федерација, федеративната идеја, но условот да биде обединета Македонија. Други сметале дека не, би требало да биде обединета и самостојна, но кај, да речеме, оние интелектуалци како Богдановски биле свесни дека територијата на етничка Македонија била во три различни зони на влијание, да речеме. Нели, оној дел кој што е во Бугарија бил во под советско влијание, оној дел кој што е во Грција во англиско геополитичко влијание и Југославија која што потоа нели во друштвото на неврзаните. Драган Богдановски сврлува, да речеме, идеи дека треба прво во етапи да се оди. Што значи тоа? Во Пиринскиот дел на Македонија да има Бугарија даде автономија на Пиринскиот дел на Македонија, да има собствено собрание во Горна Џумаја, Пиринскиот дел, и потоа еволутивно да се припои кон Вардарскиот дел на Македонија кој што бил во рамките на Југославија, знаел дека во Соегејскиот дел на Македонија е многу покомплексно и потешко, многу предлагал истиот модел на идно обединување. Значи, кај македонската политичка емиграција би сакал да расчистиме, нема двојба околу постоењето на македонскиот идентитет. Да. Нема. Например, знаеме за концепти во период меѓу двете светски војни на независна Македонија, на обединета Македонија, меѓутоа имавме несигурности за постоењето на засебен македонски идентитет, нели? Да. Согласно тоа време. Меѓутоа тука не. Тука се влече и идејното постоење се врзува најмногу со Илинденската епопеја, со внатрешната македонска револуционерна организација и со средновековното културно-историско минато на Македонија. И тука немало воопшто дискусија и за нив обично провејува она што се чита дека Гоце Делчев бил урнекот на кој што се огледувале. Да речеме, таму не се спомнува Тодор Александров, тоа не. Не. Таму е многу чиста таа линија македонистичка. Но пред да одиме на Драган Богдановски, со оглед дека веќе утре, 31 март, мај се одбележува 26 години од неговото починување.
Само на кратко да ги споменеме какви све имиња добиваат тие движења, тие организации. Некои се движење за обединување и накратко само да ги споменеме. Значи има многу, но јас би ја спомнало на највлијателна која што била, која што зачетокот од почетокот на 60-тите години, тој е Ослободителниот комитет на Македонија. Подоцна се менува името во Движење за обединување на Македонија и тоа свесно го менувале името, велат сега Ослободителен комитет малку е не е соодветно тоа име за овие услови, дајте Движење нека биде. Па кога организацијата го добива името Движење за обединување, па вели не може да има Движење за обединување ако нема ослободување. Да. Па го менува името во Движење за ослободување и обединување на Македонија и веќе во 80-тите години истата организација се применува во НОФМ, значи на Национално ослободителен фронт на Македонија и од тука продираат тие струи во ДПМН, во Демократската партија за македонска нација. Ќе го спомнеме тоа кога ќе одиме да го објасниме животниот пат и дејноста на Драган Богдановски. Уште нешто да те прашам. Каде се никулците? Каде се првите зачетоци на ова македонска политичка имиграција после Втората светска војна? Дали средиштето е Европа или пак Северна Америка? Канада, Соединетите Американски држави или пак Австралија? Не, никулците на македонската политичка емиграција се Западна Европа, Франција, Белгија, скандинавските земји, но сепак мислам дека е Франција, од оние изворни податоци кои што барем сега располагаме. Некакви друштва се правени во Париз, но клучниот тек е почнат со појавата на Драган Богдановски кога заминува во Западна Европа. Овека би сакала да те замолам накратко да го прикажеме, еве имаме и неговата фотографија, неговиот животен пат, но и неговите идејни определби ти ги наговести. Да. Меѓутоа би сакала да им оставиме простор на овие моменти околу него, бидејќи мислам дека сето тоа заслужува и да се добие вистинската представа за неговото делување. Така. Значи, ако веќе постои докторска дисертација за неговата личност и делување, може да замислите колку комплексно е сето тоа. Меѓутоа ќе се обидеме сублимативно. Може би телеграфски, но вредно е да го споменеме. Јас се обидувам на историските личности да им пристапа малци психолошки, нели? За Драган Богдановски знаеме дека е внук на човек кој што учествувал во четата на Атанас Бабата на македонскиот комита, војвода и така. Тоа е од револуционерниот период, така да споменеме. И според спомените на неговиот брат Раде Станковски, кој што напиша едно дело сеќавање за брат ми Драган Богдановски, Драган Богдановски како дете, слушајќи го неговиот дедо, раскажувајќи му го за она што го поминал со Атанас Бабата, практично тоа влие на неговото формирање. Значи, на огромен македонски патриот, инаку само би дополнил дека неговиот дедо, кога му раскажувал, нагласувал македонско самочувство. Така. Сега видите таа семена историја што се разликува од нека официјална од документи, нели? И тоа е еден фактор зошто Драган Богдановски бил тоа што е, а друго е самата негова личност, тоа е еден фанатик за Македонија, тој е еден безсребреник, со нека религиозна терминологија и од средно училиште пројавува силен национален активизам кој што во тие услови бил незамислив, па и за време на студиите, и затоа е исфрлен од студиите, од факултетите во Белград и не можел никаде да се запише во Југославија. Замислите националното чувство да го прикажете на еден така многу начин, екстензивно, многу интензивно. Значи, сакал да формира клуб на македонци во Белград. Сега замислите тоа во 50-тите години го прави.
Меѓутоа, клучно во неговиот живот е тоа што тој преку Лаврион логорот заминува за белиот свет, нели прво во Јужна Америка, па западна Европа, и од сам зачеток започнува, од сам почеток започнува со пропагандна работа. Тој ме одлично пишувал. Тоа било човек кој што неуморно работел интелектуално, кој што мислата многу брзо му течала, но многу бил љубопитен, многу читал, многу следел. Дури тој е известно и наш колега, да речеме, тој има историографски трудови и има историски романи. И се впуштал, да речеме, во тие историски дебати, нели, во одбрана на македонскиот национален идентитет. Полиглот, да не забораваме. Полиглот, исто така, новинар. Тој завршил фактички новинарство завршил и политички науки. Човек со огромен коефициент на интелигенција, кој што имал и силна моќ на убедување. Во еден разговор со еден мој, како да кажам, со едно интервјуирано лице, вели, седев во кафеана во Париз, вика, и си читам весник, македонска лоза, мислам дека беше, и вика, тој ме здогледа дека читам, седна на мојата маса и почна, вика, да ме обработува. Односно, веднаш да ме инкорпорира во со тие идеи, да ме задои, вика. Значи, беше одличен да те убеди, вика, во нешто, ти не можеше да спориш. Премногу знаење имаше. Тоа го кажува и чуварот кој што го чувал во Јасен. Вика, ние бевме млади полицајци, деца на ортодоксни комунисти, вика, во тој режим. Тој, вика, со текот на времето не преобрати, вика, во македонски, вика, радикали. Умееше така добро да те убеди, што е просто неверојатно. Затоа Драган Богдановски е по многу нешта специфичен, и многу жалам што денеска читам за некои невистини кои се шират околу неговата. Како се случува тој да се најде во Јасен, да објасниме што е Јасен? Во тоа време во поранешна Југославија. Така, видете, сега за Јасен, за практично, нели, тој е под удар на службата за државна безбедност. Меѓутоа, важно е да се напомене дека службата за државна безбедност никогаш не сакала да го убие. Ако сакала, ќе го направи тоа. Зошто? Затоа што Драган Богдановски бил голем противник на антимакедонските пропаганди. МПО, Панмакедоники, Славјанскиот комитет од Бугарија и така натака. И практично службата за државна безбедност и како браник против тие надворешни пропаганди, но истовремено и противник, затоа што водел кампањи против Југославија и Тито. Има тука една новост која што се ексклузивно ќе ја споделам, значи официјално знаеме дека тој е, нели, киднапиран во Франција, близу Париз, и спроведен со дипломатско возило во Југославија, односно до Словенија, а од Словенија со авионски лет до Скопје. Меѓутоа, имав интервју со Димитар Митко Николовски, кој што во 90-тите години се пензионира, имал висока позиција во службата за државна безбедност и Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, кој што дава една друга перспектива на таа епизода околу киднапирањето. И тоа допрва ќе го расчистуваме. Меѓутоа, тој беше уапсен, спроведен во Македонија и сместен во Јасен на испрашување, близу па нешто над година и пол. Да кажеме дека Јасен е во близина на македонски брод. Јасен, да, Јасен се наоѓа, нели, на територија на општина Сопиште, мислам денеска, нели, и е едно изолирано место кое што практично служи за армиски потреби, служело тогаш, меѓутоа и за ваков тип на превоспитување. Значи, таму бил сослушуван, бил исследуван, му било
нудено да се покае за она што го правел, и тој тоа не го прифатил. И можам да кажам дека мощно лукаво настапувал во во испрашувањата со исследниците, и тоа траело првите 6 месеци, потоа веќе бил оставен и до моментот кога започнува неговото судење, во кое што обвинител е Јован Трпеновски, и каде што нели е осуден на 13 години затвор затоа што нели го уруши државниот и уставниот поредок на тогашната држава. Одлежува 11, помилуване 2 години, затоа што е во исклучително лоша здравствена состојба. Имал уште една понуда да биде помилуван негде 84-та и 5-та година, но замислете, тој од затворот превземал акции и контакти, и поради тоа не бил помилуван во тој период. Знаете како многу бура се крена пред неколку години со судскиот процес кој што семејството преку Ставреджиков сакаше да има повторно судење, меѓутоа сето тоа се изјалови, за жал, и од тоа настана барем книга. Ставреджиков и Маријан Ивановски издадоа книга околу повторниот судски процес. Сена се до ден денеска не е рехабилитиран. Иако се сменија нели условите, се смени нели и уредувањето, самостојноста и сетемо тоа, па да речеме и идеолошката матрица. Ете така, меѓутоа правно проблемот се уште не е разрешен. Кои се неговите најприсутни идејни моменти? Знам дека тој многу пишувал, еден е од основачите и уредниците на македонска нација. Така е. Што провејува најмногу во неговата писмена оставнина? Битка со соседните историографи, битка со фалсификувањето на нашата национална историја и демантирање со аргументи, критика на тогашните југословенски и македонски политичари, нарекувајќи ги полтрони, нели, дека се практично кратковидини, имаат чувство за македонските национални интереси. Секако тука е неговото лобирање пред светски организации и влади да се заложат во интерес на правилно решавање на македонското прашање. Значи, имаме податоци и контакт, дека имало контакти не само тој, да речеме со советската влада, со западноевропски влади, со различни организации од светски калибар да се заинтересираат за состојбите во Македонија, односно во оние делови од етничка Македонија кои што биле под другите соседни балкански држави. Тоа му било преокупација, но тој не само што констатирал, тој наведувал и начини како можат нештата да се подобрат во врска со неговиот идеал, и настојувал да емигрантските организации имаат влијание и во републиката, односно да се инфилтрираат во републиката и да се распространуваат тие идеи, конкретно со весникот што го споменавте, македонска нација, бил внесуван и дистрибуиран колку можело, нели, бидејќи тука секогаш е службата за државна безбедност да го надгледува тоа. Значи, се залагал пред се за политички методи на делување, во исклучителни ситуации, знаете, жив човек во лутина, во бест, споменувал ако треба, не знам, и некои други форми на пресметка со комунистичките власти. А кажи ми, каков е односот пак на соседните држави кон него? Нивните пропаганди во однос на действувањето на Драган Богдановски, особено бугарската пропаганда, па и грчката? Да, така е. Имено, значи, јас... Ова намерно го поставувам со оглед дека и вие лично како истражувач на еден момент бевте
под ударот на бугарската пропаганда. Да, имавме пред 2 години преписка со Спас Ташев. Иначе советник на Румен Радев за македонското прашање. Така, кој што не е историчар и по вокација, си дозволи да напише еден текст за Драган Богдановски кој што беше, мислам, повеќе фантазија отколку допир со историски научен инструментариум. Значи, тезата ја наметна дека бил соработник на службата за државна безбедност и јас веднаш изреагирав и колегата Маријан Ивановски изреагира да го демантира, нели? Знаете, за бугарската пропаганда секој оној кој што го афирмира македонскиот национален идентитет и посебност, по дефолт е пројугословенски или просрпски. Значи не можете да друго да бидете, така да и тоа му се прилепуваше на Драган Богдановски, што е нонсенс. 13 години затвор, 11 години затвор не се лежи затоа што сте нечи приврзаник и не го губите здравието до таа мера. Се разбира дека биле противници и дека често пати имали конфликти и дека тој знаел да упаѓа. Мислам дека во Брисел имаше едно друштво Тодор Александров, на кој што тој директно упаднал. Таму не плашејќи се дали ќе биде претепан или натепан, се конфронтирал за она што го говореле за историјата на Македонија. Кон Иван Михајлов имал ужасно одбивен став, спорел преку списанијата, исто и со МПО во Канада и САД, значи претежно преку весниците ги напаѓал, ги разобличувал и така натака. Значи крајно спротивставени позиции имале. Да, сакав да те прашам, еве ние веќе и на екраните можеме да видиме, значи движење за ослободување, односно обединување и ослободување на Македонија. Еден дел. Исто така имаме и едни други фотографии, може да одиме. Ево е од Канада, мислам ли, како беше, каде што многу, мислам, прашања принципиални се поставени, кон каде ќе се движи таа ослободителна борба или обединувачка борба. Така. И ти спомна дека еден од иницијаторите за создавање на ДПМНЕ, сега не зборуваме за политичката партија, зборуваме во историски контекст, е Драган Богдановски. Неговата идеја е да се создаде една таква политичка форма. Така е. Знаете како, сите тие емигранти, како што напоменав и порано, сакале да имаат влијание, уште Македонија кога била федерална единка, кога пак се надзира распадот на Југославија, може да замислите. Значи, сакале патриотски сили да се организираат во таа нова независна македонска држава. И Драган Богдановски го видел порано распадот на Југославија. Вие многу интересно, јас кога го читам, тој како предвреме некој процес ги заклучува. И веќе 88-89 година со своите пријатели во станот на Васил Ѓоргов во Капишевска, каде што е сместен, тој замислете во прислушувани разговори од службата за државна безбедност, треба вели да се размислува за една национална партија, па дали ќе биде прво здружение, па дали партија разговараат. Значи, идено ја осмислува и веќе кога сосем се гледа дека се случува распадот на Југославија, тој го изфрла, ја осмислува партијата ДПМНЕ, Демократска партија за македонско национално единство, ја пишува незината програма, незините идејни позиции, пишува еден манифест до македонскиот народ, значи сите програмски документи се напишани од него, ги кани и повикува старите соборци од Австралија и Европа и од САД да учествуваат во формирањето на привремениот совет на ДПМНЕ. И практично таа политичка партија има живот и пред официјално да биде регистрирана во Република Македонија.
Значи, незиното регистрирање е август 1990 година, основачкото собрание е во јуни, но и претходно веќе почнува да живее и да се шири во емиграцијата. Да, како сосема еден подруг концепт кој што Ете така, да. за жал е изневерен од страна на Така. луѓето кои што ќе го превземат раководството на политичката партија. Значи, ние говориме врз основа на документи. Документи, Ќе најдете различни толкувања за овој период од јануари до јуни 90 година, но јас се водам она што сум го нашол и го читам. Да. Значи, ги подготвува сите програмски документи, ги инволвира сите голем дел, добар дел од своите соработници, наоѓа финансиери. Клучно за формирањето на ДПМНЕ или ВМРО ДПМНЕ се минхенските средби кои што се одржуваат во овие денови крајот на мај во 90-та година. Така. Во Минхен. Во Минхен. Неговиот живот згаснува на пат. Така е. И тоа во воз. Судбината, така е. Неговата судбина. Може би луѓето кои што се толку активни и прегоруваат и пред време. Така. Сакам да те прашам, што се случи пред 2-3 години со објавување на едни материјали, каде што неговото семејство реагираше на материјалите кои што беа објавени. Знам дека и ти, како истражувач, исто така дадовте свое мислење околу сето тоа. Како се одвиваше? Што беше тоа? Знаете како, за сето ова што зборувавме до сега, е многу чувствителна тема и мораме да бидеме крајно предпазливи, односно крајно професионални. Да, повремено излегуваат материјали, нови материјали, нели? Но, како што реков, треба да им се пристапува со огромна доза на предпазливост. Едни македонци од Австралија, за кои што лично имам превисоко мислење, кои што многу ја сакаат својата татковина и многу дале и даваат, дошле до еден ракопис и сакале да го публикуваат, сметајќи ќе дадат свој придонес во расветлувањето на личноста на Драган Богдановски, односно за неговото страдање во периодот пред затворот, 77 година. И решаваат да го публикуваат тој ракопис. И јас наслушнав дека нешто ми пројавив интерес како научник, нели? Кога го видовме изданието, беше многу неметодолошки подготвено. И самата сте научник, знаете дека кога се работи за оригинален ракопис, не можете да го пречукате, а без при тоа да го вметнете барем дел од оригиналот, за да може читателот да се увери дека она кое што сте го пречукале е практично тој материјал. И настана кај нас еден сомнеж, бидејќи како уредник на изданието се јавува еден универзитетски професор од Македонија. И ние кога видовме дека како уредник дозволил такво издание да се потпише на такво издание, моравме да реагираме затоа што тоа издание се шири. И затоа што ни внесе многу сомнежи околу вистинитоста. Бидејќи вие знаете, ако за една иста тема имаме повеќе извори кои што се спротиставуваат во информирањето, настанува сомнежот. И реагиравме за изданието, а не за луѓето. Значи, не за намерата. Намерата беше прекрасна, меѓутоа беше упатено кон оно кој што се потпишал како уредник на тоа издание. И изданието практично содржи информација за неговото исследување во Јасен. Како биографска книга, како дневник, како раскажување и практично неговата подготовка беше причина за самото издание и едноставно има и други извори кои што ги негираат содржината која што е во дел. Јас и сите историчари треба да се водиме
исклучиво според методологијата и според научната етика. Преди се, така? И акрибија, апсолутно. Ете така, и значи, ако има луѓе кои што не знаат како се подготвува едно историографско дело или не знам, воопшто издание, треба да им се објасни, треба да им се понуди помош за да биде што подобро, нели, да задоволува некои стандарди, а не само да го ставиме на нашиот подпис и да ете, јас сум уредник на такво и такво издание, затоа што некогаш ќе направите поголема штета на таа историска личност, отколку што ќе направите корист. Ова со намера те прашав, бидејќи ти си човек кој што стручно работиш во Државниот архив и сега сама се наметнува темата колку ние сме богати или колку имаме и колку немаме доволно архивска граѓа за проучување на оваа тема во Државниот архив или во подрачните единици. Да, знаеме дека за нас историчарите архивскиот материјал е основна храна, нели? Основна подлога на нашата работа. А за да дојдете до архивски материјал, ви се потребни истражувања. А за да дојдете до истражувања, ви треба поддршка од надлежните институции. Како и да е, во Државниот архив располагаме со група на иселенички фондови од Австралија, околу 15 се, кои што искусната архивистка Виолета Сантовска во 95-та година со дозвола на тогашниот директор и 2002 врши посета на Австралија, посетува неколку македонски заедници и црковни општини и поединци и успева за тие неколку месеци да донесе материјал како подарок во Државниот архив. Јас многу пати сум кажал дека сум и безкрајно благодарен затоа што ми створи подлога за работа, но тоа не е доволно. Во диаспората или во иселеништвото постојат многу материјали кои што се чуваат во приватни потреби, во приватна собственост, во домовите. За жал, некои се трајно изгубени, некои се уште се достапни и она што нас ни е потребно како истражувачи, државата да не финансира во такви потфати за да ги посетуваме, за да создадеме односна доверба, кога се двои некој од личен документ, не се добива тој веднаш и така. Од моето искуство, оние што подаруваат бараат да има доверба во вас. Дека нема да го злоупотребите, дека ќе биде складиран документот или фондот и така натака. Откако ќе создадеме доверба, институционално представени, да прибираме материјали и да ги носиме во Државниот архив. Ние имавме еден повик како институција пред 2 години заедно со Агенцијата за иселеништво на повик, писмен преку медиумите, но не е тоа секако доволно. Знаете, никој нема да ви подари нешто само затоа што сте испратиле нешто во медиумите. Присуството на научникот е многу битно и трпеливоста. Значи, во оваа прилика повикувам да бидеме поддржани како истражувачи за научно-истражувачка работа во диаспората и за да можеме да ги збогатуваме фондовите во Државниот архив за историјата на оној дел од македонскиот народ кој што живее позади границите. Секако тие ќе се донесат и она што е најважно од страна на архивскиот работник, тие фондови треба да бидат обработени, така е, за да може понатаму да одат во процесот. Така е. Сега, пред да одиме на една друга конотација, ајде да ги погледнеме фотографиите. Еве, јас ќе замолам режијата да не ги пушти. Значи, овие ги спомнавме, тоа се авторите, така. Иван Катарџиев, Македонија и македонците во светот. Понатаму, овие се документите. Приватната архива на Миле Илиевски. Ова е монографија за македонскиот активист Спасе Трповски по потекло од Волино. Неговиот брат напиша книга за него. Иначе, доста е активен. Иван, еве, во ова прилика ќе го поздравиме.
А кој е човеков на фотографија? Ова е Стојан Србинов, со потекло од егејскиот дел на Македонија од село Був. Бил во раководството на Движењето за слободување и обединување на Македонија, во Австралија, живеел во Мелбурн, контактирам со неговиот син Петар, кој што ми откри некои брилјантни информации и ќе донира документи. Јас ги користам и платформите на интернет за комуникација, за да прибира материјали за архивот. Една истакната фигура од таму. Драги Радински од Брисел, по потекло од Беровскиот крај, долгогодишен активист, кој што да ви кажам дека во Музеот на македонската борба остави многу документација обемна. Имаше желба таму да биде и таа чека да биде истражена. Ова е активистот Јанко Томов, покоен, со неговата сопруга Планинка, да, и неговите деца. Во контакт сум со неговата ќерка, во контакт бев и со него. Дел од материјалите лично ми ги подарија, за кои што сум бескрајно благодарен. Ова е една информативна летка. Летка, иначе на сликата го имаат ликот на Павел Шатев. Да, апсолутно, и гледате иконографијата. Не случајно ги спомнав оние првине асномци и нивните соработници, блиски, нели? Во иконографијата и во повикувањето нема да најдете од десницата, условно кажано, десница во периодот меѓу двете светски војни. Не. Но гледате иконографијата, 3 факела и ги вадите. Тоа е, мислам, мотивот и крај, да. Ова е исто така. На принципиелните определби како ќе делуваме. Како ќе делуваме, јас наоѓам многу интересни работи. Вели, не треба да претеруваме со критиката кон властите во Скопје, да ја наголемуваме. Затоа што вика така ќе ги изгубиме симпатиите од обичното население ако ги представуваме работите малце предемизионирано. Треба да бидат умерени и издржани критики, дали се економски политики, стопански политики, национално се едно. А немојте, вели, конкретно тоа Драган Богдановски го кажува, со некој фанатизам, со некои вулгарности да не се применуваат. Значи, секоја критика да биде, вика, издржана. Да не рече дека сме ние, вика, од емиграцијата нешто нерационални. И сметал дека се треба да оди во етапа и строго разграничувал за условите во кои што живееле македонците во егејскиот дел, да речеме, на Македонија, бидејќи вели, ние сме антикомунистички настроени, но ние не можеме да обвиниме што македонците се приклучија во ДАК. Бидејќи комунистичката партија на Грција како така, нели, им нудеше некаква перспектива. Колку се оствари тоа е друго. Меѓутоа не можеме да нападнеме комунистичката Грција, треба да внимаваме на нашиот вокабулар. Многу интересно, многу свесно настапувале и тој и некои други. Да, после имавме уште некоја фотографија или? Да, ова е она што спомнавме, дека се навршува 26 години од неговото починување. Ова е во неговото родно село Клечовце, кај што тој живеел како дете. Неговиот внук, мислам дека е финансирал оваа плоча, и тоа е гордост на селаните кои што живеат, и таму обично одиме да се поклониме, да оставиме цвеќе, да го споменеме покрај неговиот гроб и во неговото родно село. Меѓутоа, според моје мислење, не е доволно. Не е доволно. Еве, веќе кога сме нова фотографија, да спомнеме дека Драган Богдановски имал семејство, неговата сопруга не е македонка, има пород. Така е. Дали тие се заинтересирани, дали ги контактирате истражувачите тебе? Многу е специфично во тие семени односи, затоа што ако се ставиме во нивната кожа, вашиот татко ве напушта и животот го посветува како фанатик на Македонија. Вие како дете ќе имате отпор кон вашиот родител. И неговата сопруга поранешна Брита се уште жива, според моите последни информации. Едниот син му е починал, другиот е жив. И генерално нивни причини не се многу расположени за говорење на тие теми за контакти. Пак ја кажам, ги разбирам, субјективни, но
Драган Богдановски има жив брат во Куманово, има семејство во Куманово, во кој што имаме одлични релации, и пријателски, и професионални. Неговиот брат, како што кажав, имаше една книга напишана. Мислам дека и документарен филм И документар во жртвите на комунизмот се појавува, и кој што имаше неколку промоции во Македонија, побуди, знаете како, даде еден друг аспект на животот на Драган Богдановски, како помал брат, како го гледал, за неговите контакти, за семејството како било ограничено од властите во Куманово. И сега би се надоврзал за нешто друго. Каде е меморијата? Тоа сакав да те прашам, бидејќи се ближиме на самиот крај. Каде се сите тие луѓе во македонскиот пантеон, во македонската национална историска свест? За жал ги нема, или се на некој минимално ниво. Може би е нашата задача да ги Апсолутно. афирмираме. Апсолутно. Значи, она како што кажавме на почетокот, немаме продукција, литература нема за македонската политичка емиграција, а ако историчарите немаат или допрва ја создаваат, тоа не може да се рефлектира веднаш и во општеството, нели? Или во колективната меморија. Иако подлогата е тука, семејството на сите овие луѓе си имаат своји семејства. Така е. Тие шират приказната. Така е, јас како историчар се обратив до советничката група во општина Струмица, да речеме за именување на една улица на струмичаните Јанко и Ѓорđ Томов, браќата. Испратив таков предлог до Советот на град Скопје, кога беше преименувањето. Значи, мора овие имиња да добиваат и имиња на објекти во Македонија, институции и така натака, за да се крепи, да се гради таа меморија. Многу слабо досега, како да не сме подготвени, но јас не се откажувам и моите соистомисленици за тоа да ги внесуваме. Еве, она што е за пофалба е бистата на Драган Богдановски, која што беше финансирана од македонската заедница во Перт, Австралија. Во ова прилика го поздравувам господин Трајче Трајковски, кој што со други ред имиња финансира, изработија и поставија во Скопје, и нека биде еден почеток, затоа што историските личности не треба да ги врзуваме со денешни политички партии, идеологии, него што тие имаат направена за афирмација на македонското прашање, нели, или македонската засебност. Значи, потребни се и споменици, потребни се имиња на улици, имиња на институции. Истражување дополнително секако. Ете така, да. Научни трудови. Така е, за да таа четврта емигрантска Македонија ја внесеме во Република Македонија денес. И меѓу македонскиот народ, бидејќи и овие се наши херои, апсолутно, иако се дел од современоста, но овие се македонски херои. Тоа е градење со однос од македонската диаспора и денес. Да. Економско, нели, поврзување, не знам, развивање на секаков друг тип на поблиски односи меѓу матицата и нашето иселеништво, но и ова спаѓа во овој дел. Да ги испочитуваме заедници, македонските заедници со тоа што луѓе од кај нив ќе ги внесеме во македонската колективна меморија историска. Маријан, јас ти благодарам. Имавме несегојдневна тема и бараме да биде потикнато работењето околу овие теми. Така е. Мислам дека ќе се видиме и во една наредна емисија, но до тогаш мислам дека останува нашата задача да проучуваме и да твориме. Така е. Ви благодарам за поканата. Драги гледачи, овде завршува денешното издание на емисијата за македонските работи. Секој добро, добра ноќ.